Мојата револуција беше кога избегав од дома за да се запишам во физкултурно. Кога отидов да берам цреши и бидам аргат на татковите ниви во Воденско. Кога тргнав да си купам старки за матура и завршив во Лесковац во притвор, кога од физкултурно се префрлив на драмски. Мојата револуција на драмски пак беше кога му се спротиставив на професорот и на деканот за представата Часови по лудово според Горан Стефановски во режија на Зоја Бузалковска. Кога прифатив да играм во проект на скрп и утеха и покрај забраните од Милчин. Мојата револуција пак во театарот беше кога го тужев театарот за непочитување на договор за гостување на аматерската група Солза и Смеја од Битола и представата Маме му евам кој прв почна. Мојата револуција во театарот беше кога одбивав да играм главни улоги и покрај заканите дека ќе ме избркаат од работа, или кога се пријавив во војска само и само за да не играм во представа која со сила ми ја наметнувала. Мојата револуција беше кога се спротиставив на спојувањето на Народниот театар Војдан Чернодрински со Домот на културата, кога ги тужев одговорните уредници на Македонија денес, Утрински весник, Дневник, Народен глас и Радио Прилеп за клевета. Кога се исправив сам против поделбата на паркот и градењето на фонтаната кај сатот, за која и покрај милионите евра потрошени по неа, каде е сега? Ја нема. Епа, почитувани советници и градски татковци, времето покажа. Јас бев во право, а вие и мнозинството не. А може би се уште седите во советничките фотељи и носите погрешни улоги на штета на буџетот и на граѓаните. Мојата револуција беше кога се побунив против преместувањето на скулптурите од оние кои ни зборуваа дека се грижат за културното наследство. Кога го изчистивме Крали Марко од Боро Крстевски со Емил Соле и го вративме во центарот на градот. Но подолго стоеше постаментот за него пред Биџо, кој и онака беше преголем и доказ за некомпетентноста на одговорните. Погледнете ги и денес. Трите скулптури на крајот од така наречената Цветна улица, на 3 чекори растојание, несоодветно поставени со корпи за отпадоци, со клупи и велосипеди оградени, а на 3 метри од нив во паркот кај што име место, поставија трупче, вовче од трупец на тријани камења со што го уништија и тревникот кој пред само месец дена го насадија. Јас знам, револуцијата ги јаде своите чеда, но некој гледа и некој ги разбира жртвите кои треба да се поднесат без надеж дали ќе донесат победа или пораз. Оти тоа е вечна борба, оти борбата секогаш трае, оти по изгубените битки за народите се знае. Оти кај да е, нас ке не снема, но историјата нема да остане нема. И мртви ке кренеме високо глава, ке викнеме силно, на мајчин јазик, на цел глас, слобода или смрт. И револуцијата ке блесне и уште долго ке го осветлува универзалниот мрак.